По ова прекрасно музичко издание на Каролина Гочева, ние сме повторно во студиото на Македонија наутро, след утринската програма на Националниот телевизиски сервис, на првата програма стил на првиот програмски сервис на првиот канал на македонската телевизија. Психологија кај децата е следна тема, навики и насоки за здрави тинејџери. Гостин ова утро или гостинка Ана Попризова, психолог и гешталт терапевт. Велиме добро утро за нашата ценета гостинка. Добро утро за вас и за вашите гледачи. Да, добре ни дојдовте во студиото. Ова е една тема која што може да биде многу фрагилна, тема со која што имаат, нема да кажеме проблеми, меѓутоа потешкоти и дел од родителите кои што првпат се соочуваат со тинејџерите се разбира, нели? Кога се соочуваат со овие години, имаат проблеми со себе, со врсниците. Секој со секого има проблеми кога се работи за тинејџерите, што е нормално во развојот на човекот, ќе кажеме дека е нормално. И затоа првото прашање би било од темите кои што ќе ги истакнеме, дали треба тинејџерите да поминуваат повеќе време со пријателите, особено во денешно време, кога се окупирани со социјалните мрежи и со интернетот околу нив? Така, јас најпрво коментар за родителите. Овде е многу убаво поентата ја донесовте, бидејќи работам и во средно училиште, значи сум доста често во контакт со родители кои што веќе нели имаат ученици кои што се тинејџери. И тука гледаме на вистина дека колку на родителите им е потребна помош и поддршка, затоа што нивните стравови, нивните застрашувања за иднината на нивните деца, што се случува во животот нели на нивните деца, тинејџери и така натаму, представуваат голем притисок за тинејџерите. И тука е многу важно да родителите ги освестат докаде се нивните стравови и да работат на сопствена поддршка, барање поддршка или само поддршка, а сосема е друго она што го живеат и со што се соочуваат тинејџерите. Така да најпрвин еве едно обраќање до родителите, доколку има родители што нели го следат ова, ја само сакам перспективата на тинејџерите да ја дадам, дека понекогаш родителите заради нивните стравови, нивната анксиозност, нивната несоодветна емотивна саморегулација вршат поголем притисок врз децата, врз тинејџерите, отколку што тоа е потребно. Што знае дете на 14 години што се емоции и како да ги контролира? Треба да му се даде слобода, нели? Да, апсолутно да се кратко траа тие емотивни изливи. Ќе аргументирам со тоа дека практично задача на родителот, нели, доколку сака да биде одговорен во воспитувањето, е да работи на да го поддржи детето да самото развие стратегии и вештини за преземање на сопствената одговорност. Тоа е генерално проблем во регионот, би рекла, што ние како возрастни многу малку преземаме одговорност за сопствените одлуки, избори и живот и сега не можеме ни да ги научиме младите, тинејџерите, како тие, да ги повикаме, тие да преземат одговорност. Го споменавте регионот, секаде е така во светот, меѓутоа ние сакаме да кажеме дека другите општества по северно или по западно се поладни, па таму многу полесно се пуштаат децата самите да се искалат во животот. Добро, сакаме да констатираме така, нели? Да, но сепак ако гледате еве во, да кажеме, западната цивилизација, многу голем дел од нив преземаат одговорност, се вработуваат порано, самите си финансираат школување, стануваат многу порано. И тоа е токму тоа, практикување на сопствена одговорност за сопствениот избор. Споменавте стравови, да се вратиме на прашањето дали диспаритетот во однесувањето и во животот, новите технологии кои што доаѓаат, со кои што родителите не се соочувале кога биле млади, тоа им е сега непознато на голем дел од родителите, и странските јазици на кои што се направени апликациите и јазиците на интернетот и слично. Дали и тоа е уште еден поголем проблем и дали поради тоа треба да се обидеме да ги насочиме децата да живеат со паметните уреди, со смартфоните и со таблетите и компјутерите и лаптопите, меѓутоа и да живеат со пријателите, да станат прво човечки битија пред се. Апсолутно. Да, многу е битна мерката. Современите технологии не можеме да ги негираме, но секој родител на тинејџер апсолутно задолжително треба да посвети време да проучи што постои се на
пазарот на интернет, што неговото дете користи и да следи, затоа што влегувањето во зависност од интернет е многу лесно. Верувајте, јас сметам дека дури 1/5 средношколци се зависни од интернет. Но родителите тоа не го препознаваат. Родителите не знаат што следат тинејџерите. Дека тие блогери, влогери се креатори на јавното мислење на младите денес. Дека многу млади следат и дури се коцкаат онлайн. Значи, комуникацијата, она небезбедна и така натаму. Непристојни содржини и така натаму. И затоа препорака за секој родител на тинејџер е апсолутно дека мора да следи. Не е идејата да со казни и со контроли тоа не успеало до сега, освен доколку не се забележи дека детето навистина е зависно. Имате средношколци кои што заспиваат на часовите, кои што по цели ноќи гејмаат, кои што се не излегуваат воопшто, нема комуникација, се мрежно врзани во тие, не знам, јас толку не разбирам, значи не спијат навечер, туку се на интернет. И доколку тоа се забележи, тука мора и радикално да се постави, да се ограничи времето. Како крајна мерка, како велат. Инаку интернетот нуди многу можности, може многу да ја поттикне и креативноста, и информираноста, и вештини, учење и се, но во основа е мерката. Да го користиме интернетот за добро. Споменавме во најавата дека тинеџерите имаат проблеми и сами со себе и во кругот во кој што функционираат, затоа што сите тие кои што се на таа возраст заедно растат и се како електрони на топло, не знаат на која страна да тргнат. Дали треба да ги игнорираат негативните коментари од страна на врсниците и да тргнат по некој свој пат, кој што се разбира со помош на родителите и луѓето кои што работат во системот на едукација би го избрале она вистинското знање? Да, мислам, природно е да еден тинејџер поминува низ таква бура, како што вие некако ја представивте, и тоа е основата да тој прерасне, се развие во здрава, стабилна личност. Значи, тоа не е проблем самото по себе, затоа што тоа е развојна фаза. Меѓутоа, современото живење дефинитивно ги прави денешните тинејџери хиперсензитивни. Значи, нивната отпорност, она што вие го рековте, да не ми влијае мислењето на другите, да можам да се изборам со тоа, кај денешниве генерации, особено по пандемијата, е многу намалена. И сега, кога имате родители кои што се исто анксиозни, емотивни, сензитивни, заплашени за иднината на нивното дете, и дете кое што е хиперсензитивно, тоа веднаш било што ќе се пожали, па родителите реагираат, па се вклучуваат цели училишта, па тоа ескалира, ние така не им помагаме на тинејџерите кои што мора да развијат резилиентност, отпорност, да се справам, да самиот чувствувам самодоверба во себе дека не може влијанието од околината да ме разниша до толку да јас не знам кај сум и не знам што ми се случува или да развивам некои психолошки состојби. Значи, ова бара една поддршка од страна на родителите, меѓутоа во насока на зајакнување, во насока токму на давање на пораки дека колку се тие прифатени, колку се уникатни, колку се вредни сами по себе и дека што значи тој социјален притисок од групата е нешто што е нормално и со кое што ние мора да ги учиме дека мора да научат да се справуваат. Денешно време малку одиме во една друга крајност, кај што било што ќе се случи, нели, помеѓу двајца ученици, да кажеме, се прогласува за булинг. Не велам дека булинг нема, апсолутно има, меѓутоа хиперпротективни родители и хиперсензитивни деца од некои вообичаени форми на комуникација прават дека тоа е булинг. Со цел, не го негирам полето на булинг, булингот постои и треба да се работи на тоа, меѓутоа понекогаш се доведува сега во една друга крајност. Дали
еден од моментите на кои што треба да се поработи на оваа точка која што ја споменавме е вложувањето во главата на тинејџерот, во она што се наоѓа во неговата сива материја или зелена материја, како и да го наречеме мозокот, освен физичкиот изглед. Во тие години физичкиот изглед им е многу важен на децата, меѓутоа како да им всадиме дека тие треба редовно да учат во главата, како да им садиме дека тие треба редовно да учат, дека треба да го осознаваат она што се случува околу нив, дека не треба да се вака постојано насочени со погледите, туку дека треба да погледат и кон небото, како да ги научиме да излезат во природа, да имаат физичка активност? Да, тоа е предизвикот на современите и тинејџери и родители, затоа што генерално постои пат на вреднување на знаењето и на науката. Сега се модели тиктокери и блогери, кои што сигурно не зборуваат за тоа колку е значајно да се учи, така да тоа е влијанието на кој што се... Да, напуштете го школото, тоа е некоја теза која што станете предприемачи многу порано во животот, парите ќе дојдат сами по себе. Тоа се некои тези кои што се пласираат. Да, верувам, но исто така се согласувам дека, например, современото образование се е подалеко од потребите на учениците. Че додека ние не направиме сериозна трансформација, јас гледам дека ние секојдневно губиме генерации, затоа што сегашните го губиме контактот. Значи, наставниот кадар и програмата оди во една насока, учениците имаат сосема други потреби. Се тукано како данес. Да, и тој јас ке се зголемува. Доколку ние не се трансформираме како наставен кадар да ги следиме потребите. Идејата е да образованието ги следи потребите на учениците. Во моментов тие се полека и полека се раздвојуваат. И во овој систем на вредности кај што знаењето и науката е многу малку присутно и многу малку вреднувано и општествено, и времето некако дојде така, многу е тешко да вие задржите љубопитноста и мотивацијата кај учениците, и тоа е предизвик. И она што јас го гледам дека најмногу функционира е да се биде во контакт со учениците, да се следат нивните потреби и да ние полека возрастните се менуваме во насока да ги задоволиме. Зборувавме досега за менталниот склоп или мајндсет, како што се сака поново да се каже на децата, за ефикасно управување со емоциите. Во овој контекст не може да ја заобиколиме емпатијата, љубовта кон човекот. Дали треба да ги учиме децата да не се плашат или да не се срамат, дека треба да им помогнат на оние кои што се во неволја. Во високо развиените општества, како што е, например, Јапонија, повторно ќе ги споменам социјалните мрежи, ете, од каде доаѓаат добрите нешта од интернетот, кружат видеа во кои што се гледа дека кога некој човек се наоѓа во неволја, едноставно сите што се околу него му помагаат. Тоа беше карактеристика некогаш и за ова поднебје, па и за западното европско поднебје, ќе кажеме. Меѓутоа, во поново време, од X причини, луѓето се отуѓуваат едни од други. Дали треба да ги учиме децата дека мора да бидат емпатични? Апсолутно. Значи, јас сметам дека човештвото и хуманоста се темели на емпатичност. И навистина сметам дека нашите тинејџери се доста емпатични. Па вие видите колку хуманитарни акции се изорганизираа во последниве година-две, да кажем. Тие самите повикуваат на да се организира нешто. Да, и меѓу себе, меѓу нив, верувајте, постои загриженост за другар, па ќе дојдат, сакат да кажат нешто се случува со мојот другар, другарка, може ли да помогнеме, реагираат кај родителите. Така да се повеќе мислам дека го надминавме тој период кога не се негуваше емпатијата како вредност, а и сега современите образовни системи ја воведуваат емпатијата, емпатичноста, дури и како во наставните содржини. Така да во таа насока мислам дека современите генерации поемпатични ќе бидат отколку што, еве да кажеме, ние некој период на транзиција сме били. Долго траеше, околу 3 децени добро, и тоа повеќе. Тоа е разбирливо, кога сте во криза, тогаш стравот за себе и загрозеноста своја, школка, да, не можеме да бидеме толку баш, мислам, емпатични како
во подобри услови кога живееме. Дај Боже, сега од сегашните тинејџери нека почне тоа, нека биде во голема мера така, да. Во тинејџерите. Човекот се разликува од останатите видови најмногу по комуникацијата. Вештини за комуникација, учење на мајчиниот јазик, учење на работите такви какви што се, екзактни, почитување на науката, на образовниот систем, да финишираме со ова. Колку тоа им е потребно на младите? Секако ќе дојдеме до тоа дека современата технологија го води светот и дека за тоа треба знаење, треба вештини, а тоа е основата на образованието. Навистина пандемијата сериозно ги, да кажам, ги на некој начин ограничи комуникацијските вештини на децата, затоа што тие кога требаше да ги стекнуваат тие во училиште преку жив контакт, тоа не се случи и сега сме во еден период на, да кажам, реконвалесценција, каде што тие учат, а се од друга возраст. Значи, тие се средношколци, да кажеме, а учат нешто што требало во 6-7 оделение да се научи, но нашите капацитети човечки се да се лесно адаптираме и прилагодуваме, така да верувам дека и ова ќе се надмине на најдобар начин. Да се надеваме, ве чекаме повторно на ваква и слични теми, психологија кај децата, навики и настойки за здрави тинејџери, Ана Попризова, психолог и гешталт терапевт, гостин во Македонија наутро. Благодарим още. Благодарам.